Добро вечер, поштовани гледачи. Јас сум Драган Милосавлjević. Вие следите емисијата Заспи ако можеш, последна во ова 2025 година. Мислам дека имаме убав повод за финиширање на оваа година. Еден сублимат да направиме, ако сакате, на она што се случуваше и да дадеме оценка, односно привидување за она што доаѓа во 2026 година. И некој претходно да нагласам дека емисијата Заспи ако можеш ќе паузира отприлика 7-8 дена, а потоа нормално по празниците се враќаме на малите екрани. Вечерва мој ваш гостин е мој праешен колега новинар кој изгледа го испочитува она фабозно правило на Черчил, мислам дека е на Черчил, а кој вели новинарството е прекрасна професија, особено ако ја напуштите на време. Наум Стрелковски, добро вечер. Добро вечер, Драгане. Чест ми е вака што ме повика и што сум гостин во една емисија во која што вака се уште ми е драга и си ја гледам секоја вечер, со тоа што, да речеме, подолго време не сум гостувал по емисии и баш вака дури и се размислував дали да учествувам, но сепак прифатив и заради тебе и заради публиката, а и заради поводот, нели, завршува една година која што треба да дадеме и на оценка како помине и некоја најава, да речеме, што би можело да се очекува за следната година. Така е. Бурна беше 2025 година, ни се случи една страшна трагедија која што веројатно ја одбележа целата година и уште долго ќе не следи, меѓутоа се случија и важни политички работи, несомнено локалните избори на кои што партијата во која што вие членувате, на која што сте представник практично, доминираше апсолутно. Значи една убедлива победа и она што некои велат уште пострашно, ова го ставам во наводници, не е толку доминацијата на ВМРО-ДПМН колку што е падот, драстичниот пад на вашиот главен опонент, ако така можам да го наречам сега само. Велам, ако можам да го наречам затоа што веќе влегува во фаза кога прашање е дали е главен опонент. Пред да правиме, гледам дека ја водиш водата на кај воденицата наречена опозиција во Македонија. Еве, убаво го фати моментот со изборите. Беше едно исклучително добра оценка за работата на владата, бидејќи ако зборам сега и како представник, да речеме, на ВМРО-ДПМН, како моја матична партија, и како представник на една владина коалиција, на владата во Македонија, која што однесе една убедливо, не само убедлива, најубедливата победа во историјата на плурализмот во Македонија. Се потврдија политиките на владата. Значи, победи ВМРО-ДПМН, победи ВЛЕН, победи ЗНАМ, победија коалицијските партнери, победи владината коалиција, победија политиките кои што дадоа предвидливост на состојбите во Македонија. И тоа не смее и нема да биде разочарано кај граѓаните кои што ја дадоа довербата. Ова е многу битно затоа што јас сакам да зборувам за стратешкиот пристап. Велите победи предвидливоста, нормално очекувањата во позитивна насока се разбира предвидливост, затоа што нас чинем како општество ние доволно веќе од она што се нарекува купи ден продај политика од денес за утре. Се очекува, се бара после 35 години плурализам да имаме функционални државни политики кои што ќе можат да бидат предвидливи за наредните 10, 15, 20 години. Вашата партија тоа и впрочем го предвиде на конгресот на партијата во Кавадарци со таа визија за држава, така беше. Но исто така имаме и национална стратегија за националната стратегија. Така е, за следните 20 години. И ова е многу важно, го сметам, иако ние стратегии како форма, како збор сме ги користеле милион пати веројатно, но првпат имам чувство дека суштински некој навистина сака да создаде општа мултиплицирана, како да ја наречам, стратегија која што ќе оди во сите насоки, која што ќе се движи и развива државата без оглед на што и да кој да биде на власт, какви да бидат околностите. Апсолутно да се постави на шините и да се има развој и да се има предвидливост. Еве ќе направиме на компилација, едното беше за генерацијата што доаѓа, она
партискиот конгрес на кој што беа донесени стратешки документи и националната стратегија која што е од, да речеме, имаше елементи и од предходната влада кога било започната со работа, но се прават документи во кои што се дава насока и сите зафати владини, и сите програми владини, и сите стратегии владини не може да бидат надвор од таа национална стратегија кој што е, зборам за владината, мислам дека присуствуваше на брифингот организиран во владата на кој што се представи содржината на ова програма и тука доаѓаме до, да речеме, причината за успехот на локалните избори, односно она што беше ветено на изборите парламентарни, на кои што ова владина коалиција ги доби изборите, беше остварено во периодот до локалните избори, на кои што народот комплетно даде една поддршка да се продолжи во таа насока. Пред се тука ќе ги нагласам оние моменти како раздвижување на локалните самоуправи, враќање на вистинското име институција на Министерството за локална самоуправа, кое што беше долги години само едно како биро за вработување. За вработување, за жал, да. Апсолутно немаше никакви овластување, ниту пак нешто се преземаше во рамките, а тоа е една огромна материја која што може да се изработи во рамки на тоа министерство и оно што може да го направи таму. Ке постоиш прашање или да продолжиш? Да си продолжиш. Не, гледам дека имаш сакам да го кажам, порив да... имам многу прашања. Она што се разбира, опозицијата го тврди е дека победата на ВМРО-ДПМ на локалните избори била пирова практично, затоа што се покажало дека има пат. Сега е мали, можеме да си играме математики, како ја замислува математиката. Имало пат на вкупниот број на гласачи, иако како сме реални, никогаш гласачите на локалните избори не се повеќе од тие на парламентарните избори, односно секогаш процентот е поголем на парламентарните избори. Нормално се зборува за притисоци, како сето тоа бива, за влијанија врз граѓаните, меѓутоа објективно имавме чисти избори, демократски во секоја смисла на зборот, тоа го апсолутно го кажа и меѓународните фактори, воопшто не беше спорно дека бе организирани на високо ниво и никој не може да спори дека резултатите се такви какви што се. Вие впрочем добивте 50 и колку 2-3 градоначалника, што е морам да признам, фасцинантна бројка, во исто време и страшна одговорност. Затоа што сега веќе особено еве во градот Скопје кога го земеме, никој не може да каже Даниела е виновна. Ајде вака, повторно ќе се навратам на владината коалиција. Добро. Едно е, се освои од Карпаш, историски Струмица, историски Кичево. Падна Дуи во Тетово. И Чаир го загуби, добро. Падна во Сарај. Падна во Сарај. Да, и во Сарај, така и во Чаир, Струга, Крушево. Зборам бастиони или на Дуи, СДСМ или на така е, да. Или на СДСМ или на Дуи. На локалните избори фактички беше поразен не само Дуи, заевизмот како една се наметна заевизмот како една посебна гранка во политиката, тоа е платформа од денес за утре, лажи ветувај, тере по свое, криминал, неказнивост, неодговорност, неравноправност, целосна банализација на институциите и на она што значи право и правна држава и она што го збориме од почетокот, тоа е предвидливоста на работите како столб за луѓето да останат во Македонија и иднината да се ја бараат во Македонија. Бидејќи демографската карта ја збориме, ја објективно е лоша, да. Свесни се и за иселувањето и за сите работи. И она што можам да јас да го кажам е дека изборите поминаа фер регуларно, признаени се од сите политички субјекти кои што учествуваа во изборниот процес. А еве сега сме и во предизборие за 4 општини и ако сакате да гледаме и партиски, односно од учесниците, се повторува онаа слика која што се беше случила и пред локалните избори годинава. Изборите се нели овие што ќе се повторат на 11 јануари. Сега Венко Филипче и поголемиот дел на раководството ги снема. Стигаа слики
кој од каде Од аеродромот, по јахти, да. а сега еве во предизборие, повторно предизборие, Венко Филипче имаме слики од аеродроми не тука. Ја не знам кој ќе му ја води кампањата и кој ќе му биде крив за да речеме Маврово Ростуше, каде што ВМРО и СДСМ се борат за градоначалничко место. Добро, кога сме кај тоа, јас мене ме чуди. Јас искрено и веќе ми стана помалку досадно да зборуваме на темата што се случува во СДСМ, но ти успеваат да изненадат секој ден. За жал сметам на јавноста по лошо, особено овие последни десетина соопштенија. Вие сте биле портпарол на партија во опозиција, знаете што значи тоа, крваво се боревте, морам да признавам, во тој период вадевте афери, читавте соопштенија, на секаде ве имаше, меѓутоа ми се чини никогаш не се осмеливте да го спуштите нивото на една линија каде што веќе е невкусно, каде што веќе е неубаво дури и за слушање или за читање. Сега гледаме соопштенија во кои што опозицијската партија се пресметува не само со вас како политички противник на начин кој што според мене не е баш културен, туку и со новинари, со своји членови кои што ги сметаат за предавници, па ги нарекуваат изроди, ги нарекуваат пета колона и така натаму. Навистина еден нов момент, за жал по лошо во таа партија. Па добро, ајде, ако земам како една оценка, вака комуниколошки, тоа е тенденцијата на едноумие и тенденцијата на против секој оној што мисли различно. Но токму вас ве обвинуваат секогаш за едноумие. Токму сега диктатурата се врати, Груевски се врати, тие флоскули се поминуваат. Тоа се флоскули во едни новинарски наречени пити кои што не се за јадење. Нели, нема потреба да преведуваме, да. Имаме еден речник новинарски во сето тоа, кој што нема глагол, има само чисто нема дејство, нема суштина, има само груби навреди. И тоа се случи и против неистомисленици и против значи внатрешни луѓе што се видни и звучни имиња во СДСМ, што значат нешто за СДСМ, луѓе кои што се новинари и медиуми, и како медиуми, и како личности уредници, и против членови на владачката ВМРО ДПМН. Значи, еве да го наречам мојот наследник, и доби едно такво соопштение, такво внимание од неколку страници од СДСМ. Со многу чудни изрази, со манасие српски, со нешто не баш логично. Па, видете, токму тоа го зборам, нема суштина, нема глагол, нема дејство. Нема суштина. Ја, еве, ако се вратам во новинарските чевли и треба да извадам, да речеме, 3 реченици за да го весто, ќе биде проблем. Ама нема вест. Нема вест, тоа се суви навреди. И некакви сублиминални пораки во наводници, сега некој треба да толкува дали ова е против Вучич, дали нешто СНС тамо во Србија. Едно тотално мешање непотребно на двете држави, да не забравиме, Србија навистина имаме феноменални односи, меѓутоа овдека се инсистира соопштение по соопштение, порака по порака, упорно на едно и исто. СНС, Вучич, службите... Се обидувам во насока на градење и учество во демократскиот систем на Македонија, во кој што сум се вградил и како новинар, и како портпарол, и како деец во политиката и во медиумите, да укажам на еден, да речам, пристоен начин, тука се социјалните мрежи и со известни опаски да им укажам на тоа што меѓутоа не го разбират или го разбират како напад, па очекувам да бидам ја априори напад и потоа следи априори напад во кој што еве ќе кажам слободно ставив една опаска во која што велам од облакодерите од Дубај не се гледа дали Венко е опозиција, лидер на опозиција во Македонија или во Србија, ценејќи ги овие соопштенија што излегуваат, а кои што верувам дека он како лидер би требало да ги одобрува. Он нема рака да ги чита, а треба и да ги одобрува, така. Апсолутно, и да учествува во градењето на политиката, на позициите на партијата, затоа што утре треба да одговара за нив или да застане позади нив. Не може да се огради он од партиските соопштенија. Еве, тоа можам за сега да го кажам и јасно е, кога ја видов онаа фотографија со куфирчето на аеродром дека во Венеција чинам.
така беше објавено. Среќен му пат. Не тврдо. Да. Среќен му Добро, граѓан слободен може кај сака доди. Среќен му Доди пат, кај слободен. Среќен му пат во однос на тоа што во исто време стигна соопштение од таму дека видите, ја морам да ги следам затоа што гледам да видам. Тоа е работа, добро. Да, тоа ми е работа да видам дали нешто има за владачката коалиција, дали има нешто за владата, дали има некаков глагол што би рекол ја дејство во тоа нешто што би требало да се добро, види. тука веќе И мора тука да се прашам. вака седиш и они велат не била златна виза за Дубај, злато, тоа било лист хартија. Добро што не Добро. учија дека Па била нема лист зграда хартија. во Дубај, има Па нема зграда во Дубај. Дубај. Бил има- човекот, не бил човекот, сега Да, чинела не милиарди, чинело половина 500.000 евра, чинела не чинела половина милиарда евра. Како да ви кажам? И сега ќе ти велат нема слика од Дубај. Добро, каде е човекот? Дали и вие сте ги следите работите, најдете соопштение каде е Венко Филипче, лидерот на опозицијата, гласи за лидер на опозицијата во Македонија, каде е за па новогодишните не објавува, каде тоа е? што вела дека не е во Дубај. Значи Добро, во соопштението на СДСМ беше не е во Дубај. одлично. Па може се напише каде ако некого го интересира. Но Па- има еден подмомент на кој што Сега, се што предходеше на сето ова и зошто е ваквото однесување? Таму тоа е изборот, она што... Значи, ако ги анализираме, гледайте сега, ја се напуштив професијата, што видите, паметно или непаметно, во моменти кога сега владеачката ВМРО ДПМН беше во една позиција подоста лоша. лошичка да бидеме реални. Подоста лоша на почетокот на 2018 година. Доста ризичен потек, морам да признаам. Но добро, избор. Видите сега, владењето и заевизмот го оценив уште пред да почне и со искуството осетив потреба да дадам малку повеќе во развојот на демократијата во Да, Македонија. иако тогаш беше И влегов, ризик да заглавите и во затвор, но ајде да не се враќаме на тие времења. Бујро. Знам низ кои процеси требаше да помине партијата за да застане на здрави носе. И гледајќи го тоа, мислев дека тоа ќе биде можеби еден учебник за Венко Филипче. Како за треба. Да се огради од она што биле политики. Он ниеднаш не се огради. За катастрофалниот пораст на локалните избори и за резултатот ги обвини сите, освен него. Иако извршниот, ако гледаме сега као тело, извршниот одбор, кој што овој Венко Филипче му нареди да се, Само распушти. да се само распушти, да се поднесат оставки, беше негов избор. Значи, тоа е помалку време од она што, зошто ова го велам, затоа што Венко вели, јас сум се уште Само година и пол. година и пол, уште а сум овие млад. уште помалку, се овие да. уште. Уште Но помалку. некој мораше И да биде сега, жртвено јагне, се И разбира. на крајот направи извршен одбор во кој што, колку што гледам, едно е јас моето мислење. Еве јас ќе се оградам. Цело СДСМ не се согласува со него. Целото СДСМ не се согласува со него. Зборувате за новите Или новите оние членови? што се гласни, и оние што се гласни, и оние што молчат. Па оние што се гласни се Има обвинети за пета колона. има огромно незадоволство за тој избор, затоа што можеби и со право, со искуство ќе кажам дека тоа е избор на луѓе кои што не ни можеле да сонуваат до вчера дека ќе бидат во извршниот одбор на една партија како што е СДСМ, ако се сеќаваме какво била СДСМ на времето. Или луѓе кои што не го одбиле Венко Филипче за да бидат дел од таму. Ако е ова победничкиот избор на Венко Филипче, кој што вели и имаше една таква најава од еден член како, не знам, Жерновски, Андреј Жерновски вели, еве, ние сега идеме до финална победа. Човекот што беше координатор на СДСМ за локалните избори, за општина Илинден, каде што се изгуби над 10-1. И сега, 10-1 беше разликата во Илинден помеѓу кандидатот на... Малку е неубаво така да зборувате тогаш за одиме на победа, конечно. Ама таков беше неговиот израз, нели, онака сликани заедно собрани. И апсолутно не можам да поверувам дека ова е капацитетот на СДСМ, кој што треба да биде една опозиција во Македонија, која што, да речеме, ќе држи и власта во кондиција, и они ќе се борат за
право е да се борат за освојување на власта со наметнување на политики, но таму нема политики. Нема кој да изгради политики. Добро, иако велат дека се стабилизирале... Што е лошо, Драгане, зашто јас многумина викаат, добро, сега ти од позиција на ВМРО ДПМН го напаѓаш СДС. Не, јас сакам силно СДС затоа што сакам една здрава конкуренција, здрава борба, демократска, во која што ќе се натроеруваме со идеи, таму нема идеи. Кој што нема да ви успее и вас. Нема да ви успее, тоа е многу важно. Човек, преголемата моќ без суштинска контрола знае да влијае негативно, да бидеме реални. Апсолутно. И да се вратиме на она што беа локалните избори, тоа е падот на заевизмот, со тоа што падна и ДУИ, и они се во една таква положба, гледам дека ги следат чекорите на СДСМ, као наводно има ново раководство. Но повторно Али Ахмети е на власт. Али Ахмети на власт, ваму има ново раководство во кое што повторно е Венко Филипче. Ако може да повторно е Венко Филипче или повторно е финансиерот, односно дали таму стои позади Зоран Заев, еве нека одговори Венко Филипче, бидејќи ниеднаш досега не се оградил од Па тоа веројатно и нема да се случи додека е Венко Филипче тамо, но оној дел што мене ми е интересен, тие велат се стабилизиравме, напредувавме, добивме голема поддршка од јавноста за борбата против криминалот и корупцијата на ВМРО и нивните коалициони партнери, и ова во секое соопштение буквално влегува, тие направија некаква организација внатре во партијата, која што наводно се бори со дела кои што имаат некакви антикорупцијски интересни имиња, скратеници. Да. Јас се обидам да го запаметам тоа име, не ми успева, но нешто антикорупцијско е во секој случај и велат ги разготривме. Едното е акт, и другото е као треба да биде нели шеговино, да биде Мицко, алудирајќи на Христијан Мицковски на премиерот. Морам да признам пресмешно на Мицко. Добро, но ајде за нивната работа, ако сакаш вака сега, повторно од страна па ги разоткрили криминалите на ВМРО ДПМН, тоа е дали прашање. самите знаат што прават. Не може да отвараш афера денеска, да најавуваш афера со некаков код кој што потсетува на заевизмот. Бомба, да, повторно бомби се користат во име. Отвара фронт, значи вади афера, следниот ден нема. Нема соопштение, Нема дополнително нешто. Нема дополнително. Не ја доотвара. Во настапите премиерот го негира тоа. Од оваа страна Венко настапува по телевизии, не ја продолжува приказната, не се држи до една таква какафонија владае кон јавноста, веројатно кој што е одраз само на какафонијата внатре во партијата. Тоа Данила го правеше своевремено. Што е лошо, ќе кажам. Данила го правеше тоа на индивидуално ниво, смисла на понешта градоначалничка на Скопје, таа велеше ги фатив со рачињата во медот без да понуди докази. Оно што мене тогаш ме иритираше, окей, ако сте фатиле некого со рачињата во медот, а тоа значи веројатно сте ги фатиле како крадат, треба да извадите докази за тоа, документи, еве овде се крадело, сега овдека се подмитувало, овде се местеле тендери и така. А не може да кажете само ги фатив со рачињата во медот и толку. Ова сега малку е слично. Расфрлање пердуи, кои што мора да признам, можеби малку фати во јавноста, оној делот со мигрантите. Ако правиме слика, ако е емисијава слика за годината, тоа беше прашање за направи страф во јавноста. Направи една психоза кај луѓето да викаат добро, кај што е сега? Да, што е сега? И почна да препознаваат за жал луѓе црноморни по градов. Велиш добро, нема. Кај гледам разликата помеѓу едното и другото и зашто велам дека таму тоа беше чисто популистички потек за да се покријат овие срамовите со изборот на раководни тела внатре во самата партија, бидејќи друго не можам да препознавам таму. Зошто? Имаш демант од влада, имаш демант од премиер, имаш демант од министер за надворешни работи, од претседателката, од кого сакаш? Од претседател на држава, имаш од министер за внатрешни работи, имаш од амбасада, имаш од британски гласноговорници од таму. Се фаќаат на линија, каде што и таму е што би било кога би се случило. Зборувате за оно што иде во британските медиуми, оние дебати не, таму. Тоа е
Да, тоа и направи, не треба многу, ти треба само 10 минути на интернет за да видиш и кој е тој медиум, каков е тој медиум, што пласира таму, колкава е довербата, кој стои, тоа е телевизија која што е прва и единствена во моментов која што има и изразува политичка приврзаност за воопшто на британската медиумска сцена за партијата на Најджел Фараш. Која што вади, елаборира, прави се бори и си прават дебатни. Добро, во нивното општество си имаат право на тоа, се Си имаат право и воопшто прават некаков исто повторно ќе кажам, што би било кога би се случило, да речеме или дека се бара или дека би се инсистирало. Но тука беше протолкувано дека веќе владата земала 20.000 евра од човек и ќе донесе овдека не знам колку илјади имигранти од Судан и од Пакистан и од не знам каде. Што би направил еден сериозен играч на политичката сцена во опозиција? Како би требало? Мене да ме прашате. Да ме прашале мене, што би требало? Ке извадиш 1, 2, па ќе побараш средба со премиерот, па ќе влезеш у владата, ќе направиш еден состанок, ќе излезеш од владата и ќе речеш, видете, ние сме против заради тоа и тоа. Тука добив уверување и ние ќе ја следиме. Јас ќе провериме така. Јас застанувам заедно со премиерот и со владата која што вели дека нема таков договор и нема таков разговор и нема, јас ќе речам, и ако се појават ќе ги повикаме на одговорност, оставка и застанувам со нив, тука ставаме една линија во која што не може да се оди правиш покажуваш една државотворност, не глумиш стомна на селска чешма. Сега рационалност во цела работа беше потребна, но обидот да се наведе страф. Ке дадеше една друга слика за сериозноста на Венко Филипче како опозицијски лидер. Бидејќи во моментов, сега отишол, има избори, отишол некаде на пат, убаво да си помине за празниците, нели, кога збори за сиромаштија, и после тоа ти немаш со кога да разговараш од опозицијата во моментов. Обично е обратно. Обично опозицијата е таа која што нема со кого да разговара во власта. Ние сега имаме нов елемент, во кој што владата вели да разговараме, овие ги нема. Не, јас само кажувам што би бил мој совет, како човек кој што работел, седнеш, видиш, кажеш, слушнеш и ќе застанеш на линија, ако покажуваш ново лице и една вразуменост, ќе кажеш нема потреба од креирање паника, тука, добив уверување дека нема, да има мигранти, не постои таков договор, не се разговара, нема што, во ред тука, но ќе следиме, ќе пазиме, укажуваме на тоа дека ве следиме да нема. И тука завршува приказна, да покажуваш сериозност. Да, меѓутоа во таков случај не може да продолжи приказната. А ако вие сакате да ја продолжувате недела, 2, 3 месец, 2... До кога? Па гледате дека постои можност до февруари, до мај, до јуни. Сега, истото додека не се појават имигрантите. Истото прашање беше кажано на собраниска седница, последнева што беше за пратенички прашања. Добра. То каде е состојбата се крена во јавноста, излегува премиерот и вели, добро, онија врзаата, растурија пердуви, рековме не, продолжија понатаму, па рекоа, сега март-април ќе дојдат. Така, што ќе биде резултатот на крај? Март-април ги нема. Па рекоа, јуни-јули, па ги нема. И тогаш кој ќе ги нема, што правиме на следните избори? Лицитирањето со термини може до бескрај да трае. Што ќе правиме на следните избори? Ќе речат, претпоставувам, после изборите. И овие пратеници ќе им бидат многу. Бога ми, тоа е веќе сериозно прашање во кое што треба да го размислуваат во СДС, меѓутоа се случи уште една голема. Излегоа и рекоа, се спремаат сега, ќе зимаат мигранти и ќе одат на избори. 10 пати демантирано дека ќе има избори. Не чека. Година во која што треба да се сработи, треба економски да се воздигне, имавме избори, тие закочија дел од оние ставки и реформски кои што требаше да се постигнат до крајот на годината. Тоа знаеме што прави на економијата, но и тука има една чудна работа. Во реформските зафати колку се врзани рацете на институциите за да може да се раскрилат и да имаат резултати. Велиш нема, они повторно вика избори. Па и таа приказна јас. Но знаете што е чудно, Стоилковски, затоа што опозицијата по дефиниција би требало да бара избори. Треба да моли за избори. А тие велат, ги ВМРО се подготвува за предвремени избори. Вие кога сте опозиција сакате да дојдете на власт, вие треба да ги барате, да молите за нив.
Ама А не да болите да ги затоа нема. велам, комуниколошки настапите, она што е од таму што произлегува, не е политика. Не е политика. И за жал, ова што им е составот во моментов, не може да произведе политика. Да, сепак е тоа нивна работа, се случи уште една... Сепак е нивна работа, но и наша работа како власт која што треба утре да има некаков. Пази, кога се прават овакви национални стратегии, кога се прават вакви документи, кога се настапува бара консензус, надвор, апсолутно. особено кога сме во ситуација во меѓународни односи, какви што се евроинтеграцијата, мора да покажеш едно заедништво државата на каде цели. Со кого можеш таму да направиш консензус, така. некаков консензус. Уште една многу важна работа се случи, се разбира, после месеци и месеци одложување заради трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, дојде крајот на односно со оставка заврши приказната на државниот јавен обвинител Коцевски. Некои велеа дека ја измамил власта со тоа што поднел оставка пред да го трнат. Меѓутоа веќе е прашање нели за така, за мали деца. Дали секако ќе си одеше, па само побрзо сам да заврши работата. Или не сакаше да биде слушнато што е односно во јавноста тоа што може би пратениците имаа да го кажат. Но секако се случи. Него ја тераше до крај тој, ајде да го кажам, минаец за да остане републички јавен обвинител. Дел од овие критичарите велеа да, зошто, нели, како сега власта, дали ќе има удел во бирењето на нов јавен обвинител или во делот на Добро, што е многу важно. Мене лично, ако ме прашувате, не можеш да имаш борба со криминал и корупција со и наетлив човек поставен од и со некаква афилијација кон друга политичка гарнитура. Бидејќи политичките последици ги сноси власта, извршната власт, а не ги сноси јавното Тука има обвинителство. уште еден момент, нека и наетлив ако има резултати. Меѓутоа резултати ние не видовме. Ја видовме, ја гледаме и се мереше довербата во јавноста, тоа постојано се мери и од дома и од надвор, од она што е работа на тоа е јавното тажно, обвинителство и она што е доверба во правосудството, а без тие два елементи ти немаш предвидливост. И сега го имаме моментот. Значи се враќам на почетокот, Така. предвидливоста која што треба да биде. Се согласувам. И сега го имаме И затоа имаме сега ВД, државен јавен обвинител, наскоро ќе добиеме нов. Очекување сега дали ќе биде тоа во јануари или во март, помалку важно. се очекува собранието да го распише огласот. Така е. Во меѓувреме владата го усвои предлог законот за јавно обвинителство за судски совет се гласаше во собранието. Значи имаме една состојба во која што барем законски реформите се одвиваат. Меѓутоа сега треба да го видиме оној Тука се и оние субстанционален дел. Тоа се и дел од оние реформски закони кои што се бараа, како законот за јавно обвинителската сфера, каде што, да речеме, ќе се допрецизираат критериумите за избор на јавните обвинители, потоа оценка за работата, но и она одговорност што се вели. Алелуја. Јавно Да дојдеме до обвинителската моментот на одговорност, затоа што кога сфера. некој има премногу моќ, а нема одговорност, тоа по дефиниција е лошо. Исто законот кој што го споменавте донесен во собранието, мислам со 73 гласа за судскиот совет, и тој дефинира дел од критериумите за избор и за разрешување, особено ги дефинира оние делови кои што беа ставени како истакнати правници. Нели, Што и да значи тоа? Недефинирани. Истакнат правник кај нас моменти. можеше да биде секој што завршил правен факултет. Според она што вака го знам и дел и имам и запишано дека буквално до оваа 2026 година во која што влегуваме полека ќе биде обележена како дел од овие судски реформи, па и овие реализацијата на овие два закона кои што ги кажавте веќе фаќаат нели во таа година да бидат. А тоа е да професионалци го преземат системот во правосудството. Зборуваме за професионалци кои што веќе постојат таму, да не се лаже. Дел од пратениците веќе даваат некакви оценки дека тоа ќе биде 26-та ќе биде пресвртна во владењето на правото. Не со таков вординг излегуваат. Дали е тоа преоптимистички?
Па може би, но ако стапат на сила 12 реформски закони од областа на правосудството и целосно нов кривичен законник кој што е во рамки на планот за развој на Европската комисија, тогаш апсолутно мислам дека да може да се гледа и така. Ако се 12 реформски закони во овој дел. Добро, но кривичниот законник е специфична работа. Вашата партија се потруди да направи некои измени, да врати дел од достоинството кое што беше нарушено со оние промени. Целосно беше згазено и тоа беше искористено за партиски цели, мислам. Па што за партиски цели? Едноставно за да се избега одговорност. Ма да. Тоа е нешто што мора да се направи, без разлика што ВМРО ДПМН е на власт и ризикува утре заутре ваши луѓе да одговарат. Ова е клучно за враќање на довербата на граѓаните во системот. Апсолутно, нацрт верзијата е готова, таа во моментов мислам дека чека или се работи во усогласување со 3 нови директиви на Европската Унија, кои што стапија во сила, бидејќи тој треба да биде усогласен со нивните закони, и кога ќе биде усогласен и тој, треба повторно да се достави до мислење до Европската комисија и ќе има некои измени во делов на Safe City да се вметнат во кривичниот законник и Safe City е посебна приказна која што јас лично многу ја поддржувам. Се надевам конечно ќе профункционира во полна форма, затоа што навистина се вози без некоја логика во Скопје и во другите градови. Верувам дека тоа наскоро со овие сериозни казни ќе се промени. Тоа е начинот. Нешто друго мене ме интересира, Стојковски. Се отвараат доста афери, се апсат луѓе, се поднесуваат кривични пријави. Меѓу другите, за некои многу сериозни играчи се покажува дека нема недопирливи. Ако е за пофалба, се кривични добиваат и луѓе кои што важат за блиски до актуелната власт. Апсолутно, никој не може да биде амнестиран. Секој што ќе се огреши, тоа е таа предвидливост. Ако некој се огреши, работи спротивно на закон, нема... Да, ама каде е моментот? Знам човека, зборено е со Заев Порновеле, сега зборено е со Мицкоски. Нема знам човека и нема зборено е. И во таа насока се преземаат многу чекори за да се намели и крупниот дел во, да речеме, ако може да го поделиме, крупна корупција и ситна корупција. Во тој дел е онаа стратегија и оној развој во дигиталната сфера. Дигитализација на институциите, дигитализација во вршењето на услуги, каде што е најголемиот момент од она што го велиш, го знам човекот или знам човек. И тука е тоа еден момент кој што навистина го барам баш во тој дел за националната стратегија за развој на ИКТ, Смарт Македонија 2030, во кое што тоа е еден многу сериозен план кој што е основа врз која што се работи, значи не ке се работи, за да во следната деценија веќе се влезе како една со системска промена на начинот на функционирање на државата во однос на граѓаните, на институциите кон граѓаните, поврзување кое што ќе даде и помалку бирократија и поголема отчетност, бидејќи дигиталното работење остава трага. И тоа пак дава каде е одговорноста, каде е евентуалната грешка. Да, така е, добре. Тоа е баш она ги дава клучните приоритети во насока на владење на правото, ефикасна борба со корупција, нема привилегирани и тоа е сето една... Навистина ли ќе нема привилегирани? Ова е многу важно прашање, Стојковски. Ние сме навикнати за жал да се делиме на привилегирани и непривилегирани. Со дигитализација не може само да прашам нешто. Не може ова што велите, го знам човекот, па дај ми сега документ, па другите да бидат оставени. Зборено е со некој. Значи, тече процесот и побрзо, и поедноставно, и поточно, и остава трага. Значи, нема да има потреба од, го знам човекот, кога ако го земе примерот на една Естонија, например... Зашто веќе имаме и конкретни резултати. Сега од твојот лаптоп на маса можеш да си извадиш
имотен лист, извод Било од кој родени, кои што Иако имаат има важност. недостатоци, некој не ви ги признава. Не може да не ги признава, ќе мора да бидат признаени од сите институции. Тоа е таа чекор, водилка, за да може да се оди... Но тука имаме еден момент што сакам да го прашам. Вчера зборував со господјата Илина Мангова околу разликата меѓу проект и систем. Да, ве гледам. И она што мене ми бодеше очи во целата работа е ако функционира системски работата, ќе функционира добро, меѓутоа потребно е време, објективно. Предвидливост, меѓутоа време. А нашиот граѓанин сака сега и веднаш. Не затоа што е, не знам, малчен и нестрплив, туку затоа што многу години чекал. Големи се очекувањата. Дали играте да тука има... по тенкажица за тоа, со ова промена? Кога се инсистира на стратешки... Ќе ви откриам, пред да дојдам во емисијава, денеска во владата се потпишуваше договор со која што железницата ќе се осовремени, ќе набави нови локомотиви, нови возови, за да може да профункционира железницата во Македонија. И разговарајќи со еден од представниците на другата страна, на финансиската страна, ми посочи, вели, дали знаете од колкав минус тргнавте? И вие тоа не го кажувате од кој левел, не минус 100, не минус 1000, минус 100.000 тргнавте за да ги придвижите работите. Но тоа просечниот граѓанин не мора нужно да го знае. Не мора да го знае. Тоа беше и мојот одговор. Граѓанинот очекува резултати. И работиме што побрзо да има резултати. Да има видливи резултати, за да може да има... Нормално за тоа и гласал, нели? За тоа излегол, за тоа го дал гласот, за да има промена. И таа промена почнува да се гледа. Еве, велам сега, сите збориме за стратегија за дигитализација. Многумина заборава дека сега од мобилен телефон може да се извадат извод... Нешто што беше незамисливо до неодамно, така и е. тој траеше 6 месеци, па вадиш нов, нели, не постар од 6 месеци, како да ти си се родил во меѓувреме уште 2 пати. Уште 2 пати, така е, да. И апсолутно тие моменти се надминуваат чекор по чекор. Еве го Safe City. Еве дел од железницата веќе почнува да профункционирува. Еве се бараат кредити за да може да во локалните самоуправи да се реализираат автопатишта гледаме дека се градат објективно, не замислено. За да се надмине делот за, еве, одма ќе ги спомнам, само да видам како се викаше точно платформата, се извинувам малку. Многу документи сте донели овде. Па морав да подзапишам некои работи кои што се овака и поважни за па да, така и се вика проекти Gov.mk, тоа е еден портал, тракер на кој што, да речеме, може да се видат сите оние капитални проекти во локалните самоуправи кои што се финансирани, ако ви текнува, кога рековме 250 милиони даваме во... Од оној унгарски кредит, така беше? Да? Е така, рековме ќе дадеме пари и пари од... И тако е тракер, тоа значи дека следи во реално време. Во реално време следи до каде е кој проект, дали е завршен, во која фаза е. И тоа функционира, велите? Функционира. Проекти Gov.mk. Добро, че го провериме? Да го проверите, имавме промоција на овој. И ова едно вака, еве уште едно од тоа што значи дигитализација? Дигитализацијата, за да може да служи на сите, апсолутно сите очекуваат брзи резултати. Брзите резултати се тука дел по дел. Нели, пуштаме 10 км, 15, 20 км од автопатишта кои што беа заборавени 7 години. Тоа се моменти кои што го градат на севкупната слика на крајот на денот, така на овој мандат, да. Сега уште имаме време за уште едно прашање, очигледно. Само уште едно? Па полека поминува времето. Во меѓувреме, ако сме реални, многу е турбулентен светот во кој што живееме. Тамо предвидливоста е многу тешка. За жал, додека ние овде се бориме за предвидливост, во светот се случуваат турбулентни, драстични промени, се создаваат нови сојузи, се создаваат нови непријателства, постојано негде експлодирува, не знам точен зборот,
некој нов конфликт, сите се позиционираат обидувајќи се да се обезбедат, поголемите се разбира да создадат своји бази, своји поддржувачи, помалите да го преживеат тој тежок период. Македонија се наоѓа во специфична ситуација, ние сме во НАТО, окей, супер, не сме во ЕУ, сакаме тамо да влеземе, бугарите малку не блогираат така, ова иронично кажано се разбира. Меѓутоа во ситуација кога не смеете да сгрешите. Имаме стратешко партнерство со САД, сега имаме стратешко партнерство со Велика Британија. Не смееме да направиме грешка и тука нашата дипломатија и нашето министерство мора да функционираат како по часовник. Не смее да се дозволи волунтаризам, не смее да се дозволи никакво преигрување, за да не се најдеме во ситуација да настрадаме, затоа што без разлика на нашата добра волја дома, ако сгрешиме надвор има лоши волци. Само накусо. Паролата како до сега веќе ја нема и тоа е видливо. Тоа е видливо. Тоа е видливо. Може да градиме сојузи врз база на доверба, врз база на принципи и врз база на она што нема утре да ви се тресне по глава. Значи се отвараат очи, а во меѓувреме треба дома да се сработи домашната задача. Во овој, ајде да го наречам, калабалак, кој што се случува во светот, кој што одамна не е биполарен, многу повеќе центри се измешани во состојбите на мапата на светот, апсолутно се посетуваме на оно што е многу важно, а тоа е енергетиката. Значи, сериозно инвестирање во енергетиката и при тоа, да не ја заборавиме, екологијата. Два многу важни моменти во кои што беше сработено оваа година и во кое што, да речеме, се очекува во следниот период да биде видливо. Како да речеме, паркот на ветерниците, Штип, Карбинци, Росоман, когенеративните централи. Централното грејење во Битола, мислам дека би требало да започне така нова година. Меѓутоа, 2 дена ќе падне магла во Скопје. Врзувањето со Грција и интерконекторот за НК Србија исто така. Планирањето на водните ресурси, планирањето на енергетиката, ставањето во погон на оние соларни кои што беа заборавени како кај Кичево. Многу проекти има во кои што се сериозни пари дадени, но тоа е во насока на енергетска безбедност, сувереност и економски развој. Значи, ако ги немаш, немаш. Ако ги немаш ништо. Добро, но сакам да кажам, повторно тука се наоѓате на тенок лек, затоа што велам ќе падне 2 дена магла во Скопје, ќе се појави загаденост и веднаш следуваат напади, ништо не работат, само му се молат на ветерот. Не е така. Сега ја, како да знаев, и апсолутно очекувам, бидејќи навистина екологијата е едно од поважните прашања во современието на Македонија. Апсолутно. И секаде во светот, меѓутоа кај нас. Апсолутно, многу се работи во насока на екологијата, но екологијата не може да биде адхок решение кое што ќе даде, да речеме, големи резултати веднаш, сега и веднаш. Добро, но кога успеа да го затворат Вардариште, да стават полиција и тамо огради околу него, и кога успеа да ги протераат оние што намерно палеа, се види резултат. Значи, постои акцијски план за краткорочни мерки. Краткорочни. Меѓутоа со долгорочните... Но постои и долгорочни. И постои програма за почиста животна средина и почист воздух 2024-2030, каде што се наведени проекти за намалување на емисиите, зборам сега за загадувачите, од домашни ложишта, јавни објекти, индустријски процеси и од возила. И во тој дел, затоа велам, мора да има една стратегија. И по таа стратегија да се оди и да има се што се презема да биде дел од таа една национална стратегија, за да може плански да се работи, да не бидат само нафрлани стратегии. Се мора да биде во една линија, за да може Македонија да направиме една предвидливост, што и како ќе изгледа во иднината. А
Тоа е едно е когенеративните централи кои што треба да служат, да речеме, за загревање во исто време, нели ќе произведуваат струја на еколошки начин и ќе произведуваат загревање, да речеме, на почеток ќе биде источниот дел на Скопје кој што не е приклучен на парно грејење. Иста таква се планира за во Тетово. Се планираат филтри и еколошки мерки кои што се во насока на големите капацитети, за да не доаѓаме до една ситуација, односно на проверка на она што се вели современи стандарди на... Така е, но ценикот ќе ви рече зошто не ја дислоцирате фабриката веднаш надвор од Скопје. Знам како звучи тоа, не може да се дислоцира фабрика баш така лесно, особено огромен гигант, меѓутоа народот сака. Ајде, вака сега, може ли реално да Реално, разговараме? најреално што Кажете ми, може. вие мене една современа држава на западот, која што нема индустријски капацитети, која што нема рудници и која што е во развој, која што се уште не користи трактори, туку ора со коњи и волови. Не постои. Значи, мора да има развој, но тој развој, заради овие проблеми кои што се соочиле и тие земји кога биле во развој или во фаза како Македонија, измислиле стандарди, кои што стандарди биле за во насока на екологија и заштита на животната средина. Значи, зборам и за тешката индустрија, зборам и за рударството, зборам за се она што значи, што носи голем капитал во една држава, една економија. И тоа, ако се почитуваат, вие нема да имате. Но за да стигнеме до таму, мора да почнеме да се воведуваат мерки. Сепак не се големите загадувачи, да речеме, определени капацитети индустријски, сепак тука се и дел од домаќинствата, тука си и автомобилите, тука си и еден, да речеме, автобусите, јавниот превоз. Ја, например, на вистина, кој користи јавен превоз, нека праша еден од возачите во ЈСП да праша колку километри дневно поминуваат, колку нафта трошат автобусите. Стотици литра од автобус, тоа е сигурно, да. Од автобус. И тоа се вози низ Скопје, тоа се загадува. Да речеме, многу мерки има до набавка на електрични автобуси или оние посовремени кои што не загадуваат. Јавните службените возила да се намалат, да речеме, во денови на 50% од употребата. Зборам за службените на сите институции. Постојат делови кои што велат во делот на енергетиката, еве ќе ги споменам, кои што си дел од овие реформски, дел од јавните институции да добијат сончеви колектори на своите кровови, нели, за да може да задоволат апсолутно во делот на загревање и за околината. Бидејќи сега живееме во непосредна близина, јас и ти знаеме во уличките каде што има куќи и каде што нема централно грејење, како се тоа изгледа? Секој втора или трета гаража е објектче во кое што некој занает се спроведува, се заработува и знаеме како тие мали објектчиња се греат. Што е вистина, вистина и тоа треба да се каже. Соцема сме на крајот на оваа емисија. Значи не ги обвинувам граѓаните, да се разбереме, значи тука се и тие мерки во насока на да речеме да се субвенционира, да се заменат печките, да се земат еколошки печки кои што ќе може да бидат, па струјата да не биде скапа за нив. Затоа велам, се прави еден план, се прави една стратегија која што треба да пример на крајот да не тежи на граѓанинот, а сепак да има здрава животна средина. Добро, наум сосема за крај велам, вие сега веќе по професија сте политичари и ваша обврска е да бидете оптимист. Тоа е така, не знам за политичар кој што ќе ви рече нема да чини, особено кога сте на позиција која што има полната одговорност, но еве сосема за крај 2026 година очекувате разлика во позитивна смисла која што ќе стане видлива буквално за сите граѓани. Мислам дека основите се поставени во насока на економијата, за да имаме очекуван и предвидлив раст, затоа и постојат сите овие планови, за да може навистина да се движиме во една предвидливост, која што доколку нешто не се случи екстремно многу, па и во тој случај да биде поблаган или за да се ублажи, за да може да има една економска предвидливост и економски раст на државата. Ако се избориш со криминалот, ако се избориш со корупцијата, ако се избориш со тоа да се следи стратегијата за развој и ако го дадеш максимумот од себе, како што јас гледам голем дел
оние што ги познавам на функции и во владата, и во локалните самоуправи, апсолутно мислам дека тоа е нешто што е неминовно. Еве да речеме во 2026 економијата ми е слаба страна, затоа читам економскиот раст да забрза за 3,8% како резултат на инвестиции и последователен пад на стапката на невработеност. Во оваа насока би кажал и нешто за следнава година. Слободно. Еве, вака бевме сведоци за онаа промоција за нови возила, кои што во секој случај се поеколошки возила, што ги доби Министерството за внатрешни работи за 2026 година. Веќе е најавено нели набавка на оние 100 нови болнички возила за болниците низ државата. Денеска е потпишан договорот за железница. Има 3 нови инвестиции кои што очекуваме да речем на почетокот, еве да кажем во првото тромесечие на следнава година. 3 нови инвестиции кои што не се во автомобилската индустрија, туку се во оној IT сектор и вештачка интелигенција со 1500 нови вработувања, со што повторно ќе се придвижи економијата. Реков на пролет се очекуваат првите ветерници да бидат поставени, Штип, Карбинци и Радовиш. Ке продолжат оние кредити за самовработување кои што почнаа да се реализираат, нели ке продолжи во тој дел. Ке продолжат и во рамки на транспорт и врски, нели оној дел со новите авиолинии да се поврзува за да расте и туризмот, за да се слева тој дел од парите. Баш се информирав со луѓево од транспорт, дали ќе биде, ајде да речам, ќе почне да се гледа крајот на оној комплетен нов коридор кон Охрид, односно Кичево Охрид. Едниот дел збориме оној делот што се прави новиот од Тетово Гостивар, сега и од Гостивар, нели што требаше да се врзе со Букојчани. Така што и тука ќе почнеме да се гледа крајот или да се почне да се реализира делот кој што не е започнат да се реализира, за да имаме комплетна нова линија на тому. На почетокот на овој ден, исто на новата година, исто ќе се дружиме и во првата недела, имаме повеќе проекти кои што со задоволство ќе ги испромовираме, така што нема запирање. Добро, еве со овие позитивни оптимистички најави, јас предлагам да завршиме оваа емисија. Се надевам дека ќе биде успешно, нема да бидат само празни зборови. Вака, не фатија за зап на почетокот за оној тунел железницата што одеше кон Бугарија. Добро, точно. Да, и многумина навистина подлегна од јавноста и вереа, па може би види сега прекинуваат тунелот, не сакаат тие пари да ги земат. На крај се докажа дека постои проблем, беше надминат тој проблем, заедно со нели бугарската делегација беше седнато, направен планот, направен тој тунелот кој што водеше кон никаде. Нема да дозволиме да биде овој пат кој што сме го тргнале да завршува никаде. Како што завршува еден мост што го направија пред неколку години во Скопје, таму недалеко од место каде што ние сме соседи случајно, еден мост кој што баш буквално не завршува никаде, односно завршува во Куки. Нао Струковски, благодарам за гостувањето. Драган, ти благодарам за поканата и за ова мое враќање во, да речеме, една емисија, бидејќи некаде речи се година и пол не сум учествувал на ваква емисија. Не ви остасува тоа? Па не. Чудно е, човек што се навикнал пред медиуми и некако вака имам премногу обврски кои што нели ми го заземаат и просторот и енергијата, но сепак би учествувал повторно кај тебе како вака добар домаќин. Благодарност уште еднаш. И тебе на успешна година со многу емисии, со многу нови гости, со многу новости да не изненадуваш секој вечер на Алфа. Благодарам и на вас, почитувани гледачи. Тука ја завршуваме ова заспи. Ако можеш, утре во 15 часот се разбира е репризното издание пред новогодишно целосно. Јас ќе ви закажам нова следба некаде на почетокот на втората недела од новата 2026 година, затоа да ви посакам на сите во 2026 година да ве држи здравјето. Мислам дека тоа е најважно, да бидете со вашите блиски. Да, има љубов меѓу вас, колку е ова излитено да звучи, јас навистина така мислам.
да се сакате и почитувате меѓусебно, да веруваме во државата, да направиме се што можеме ова парче земја да биде подобро место за сите нас. Пријатно.